Започнуваме со регионалните вести и настаните кои што го одбележаа денот. Се реконструира камената кула на Тито врв. Група планинари од Тетово ќе се обидат да го вратат сјајот на символот на планинарството. Истовремено ќе оспособат за престој. Носејќи ги на рамо прозорците, алуминиумската врата и сите потребни материјали за обновување на камената кула на Тито врв, група планинари од планинарското друштво Argentus Mount и љубители на планината ќе го вратат сјајот на некогашниот символ на планинарството. Планинарската кула на Тито врв била до пред 10 години символ на планинарството во Македонија и таа се уште е символ. Заради тоа што била символ, таа била и во главното лого и печат на Планинарската федерација во Македонија. Меѓутоа, откако е настанато ова оштетување, веројатно поради срам и тргната таа слика и е ставена на некоја си планина. Ние се обидуваме пак да ја доведиме да биде планинарската кула символ на планинарството во Македонија. И не само символ, него откако ќе ја оспособиме таа да биде употреблива за секој човек кој ќе има сила, волја и желба да отиде до Тито врв, да може да престојува во неа, да ночева неколку дена, понатаму да престојуваат и различни други експедиции, како што и била научно-истражувачки, метеоролошки, воено-полициски и така натаму. Значи, за сите намени, затоа што кулата ќе биде со отворен клуч, односно без клуч. Вратата ќе биде постојано отворена, таа е затворена со рајбер, мисля, че не се вика, и да биде престојувалиште за секој добронамерен, кој сака да престои во неа. Акцијата трае веќе 2 години. Планинарите најпрво започнале со расчистување на кулата во низината внатрешност и околината, а понатамо продолжиле со пронаоѓање на донатор за различни градежни материјали кои ќе бидат потребни за реконструкцијата. До висина од 2600 метри материјалите ги транспортирал ратрак, а нагоре самите планинари продолжувале пеш. За неколку месеци успешно пронајдоме донатори за 22 прозори, врата метална, монтажно скеле, понатаму песок и други градежни материјали кои ги процениме дека ќе бидат потребни. И веќе во есента, односно есента 2014 и пролета 2015 година со ратрак од фирмата Ексимо од Загреб, кој во зимскиот период врши транспортни услуги на скијачи на Попова шапка, извршиме во 3 наврати успешно транспортирање, значи, на обезбедените градежни материјали и овие прозори, дел од прозорите уствари, до кота 2600 метра надморска висина, а потоа во 2015 година своерачно, значи планинарите од нашето планинарско друштво, од 2600 ги транспортираа сите тие однесени материјали до планинарската кула на Тито врв. Поради таквиот ангажман и нашите планинари веќе се наречени преку интернет порталите како шарпланински шерпаси. Досегашните активности биле до месец октомври. Комплетирани се сите прозори на кулата, монтирана е и алуминиумската врата. Обезбедени се околу 1000 литри вода, складирана во 3 буриња и 500 пластични шишиња. Вода потребна за идните градежни материјали за малтерот од цемент и песок, кој треба да се употреби за зидната реконструкција. Токму тоа е и следната градежна активност. Значи, наредниот период сега ни преостанува со доколку успееме песокот да го транспортираме, тој не е најголемиот проблем, да се направи реконструкција на зидните оштетувања. Се работи за зид од околу 50 до 70 сантиметри камен зид, меѓутоа од сутекот на времето дошло до надворешната страна до разорување и на неколку, негде десетина места. Веќе се распаднати дел од тој зид, не целосно. И затоа сакаме сега тие делови да ги реновираме или реконструираме со цел комплет да се заштити кулата. На тамошните фази се на двете внатрешни платформи да се постави под, водоотпорен под некој вид, и затоа веќе имаме обезбедено
овие бетонски или оплати за бетонирање кои се проценети како најотпорни за такви временски услови. И со тоа ќе се заврши комплет реконструкцијата и внатрешна и надворешна, меѓутоа ќе има уште период за тоа. Најмалку уште 2 години. Планинарите зборуваат дека иако станува збор за нималку лесна работа, тие го реализираат овој проект со голема посветеност. Бараат некој кој ќе им помогне да се изнајде начин за транспортирање на песокот до кулата. Тоа е стварно нешто специфично, ама кога имаш волја, нема никаква проблем. Од срце се работаше. Висината е 5 метра негде, 10, да, имаме скеле, све обезбедено горе, само треба да се најде мајстор, ја имам нешто договор со мајсторите, само треба да се однесе песокот, тоа е на најтешката работа, пошто е многу тешко тоа за носење, па со ратрак се зимава, да видиме нешто, да се договори, тоа ќе обезбедиме тоа, све другото. Донациите ни се добродојдени од фирмите што се од Тетово, имаме тоа наша жиросметка, ќе пуштиме тоа за кој е доброволен, кој мисли дека потребно, нека пушти средства, ние ќе си располагаме како по потреба, спрема потребите на кулата. Со овие активности, планинарската кула на Титоврв ќе биде комплетно затворена и заштитена од надворешни влијанија. Ќе стане пријатно место за престој и заклон од лоши временски услови пред севозимскиот период. Во Гостиварската гимназија беше пуштена во употреба новата спортска сала. Гимназијалците не мора повеќе да ги одржуваат часовите по физичко воспитување во друго училиште. По 11 години од почетокот на изградбата, спортската сала во гимназијата во Гостивар денес конечно беше пуштена во употреба. Новиот објект ќе го користат 1060 гимназијалци кои досега часовите по физичко ги одржуваа во салата на соседното економско училиште. Поголемиот дел од парите за изградба и опремување на салата, околу 40 милиони денари, беа обезбедени од општинскиот буџет. Тоа што ја ветив во мојата предизборна кампања 2013, денеска тоа го реализираме, го пуштаме во употреба, после 11 години и тука ќе се едуцират нашите деца со своите професори во предметот физичко воспитување и истата сала ќе го користат и нашите млади деца во нашиот град. Денеска е голем ден за нашите училиште, за средното општинско училиште Гостивар, така да се ставља во употреба спортската сала, која што ете со години трпеле нашите професори и нашите ученици и верувам дека и за нив е голем ден ова отварање на ова спортска сала која што го исполнува сите стандарди и услови за работа. На професорите им посакувам успешна реализација на план програмата, на учениците им посакувам исто успеси големи во надпревари во земјата и надвор од неа. Со здравје да го користиме сите ние. Пуштањето во употреба на новата спортска сала во гимназијата во Гостивар беше во рамки на одбележувањето на Денот на албанската азбука 22 ноември. 50 годишен маж пронајден мртов во својата куќа. Тетовец останал без возилото откако го оставил незаклучено со клучот во брава на паркинг. Во полиција било пријавено дека графит со захранувачка содржина бил испишан на гаража во населбата блок 70 во Тетово. Вчера попладне околу 16 часот во една од собите на куќата во која живеел сам, лоцирана на улицата 161 во Тетово, пронајден е починат 50 годишен маж. Како што соопшти СВР Тетово, го пронашле негови роднини и по пријавувањето на случајот јавен обвинител, екипа од сектор за внатрешни работи Тетово и лекар по судска медицина извршиле комплетен увид, при што на телото не се констатирани траги на насилство. По наредба на јавниот обвинител, безживотното тело предадено му е на семејството. Инаку пронајдениот подолго време боледувал и се лечел од психички, односно душевни растројства.
53 годишен тетовец на 19-ти овој месец пријавил дека вечерта помеѓу 18 и 19 засега непознати сторители го одзеле неговото патничко возило Рено 5 Лампус. Како што соопшти СВР Тетово, одземеното возило, синот на пријавителот вечерта незаклучено и со клуч во брава го оставил на паркинг на улицата Димо Гавровски кара и кога се вратил назад веќе го немало на тоа место. Во полиција било пријавено дека графит со заканувачка содржина бил испишан на гаража во населбата Блок 70 во Тетово. Како што соопшти СВР Тетово, 67 годишен тетовец, представник од местната заедница Блок 70 во Тетово, вчера пријавил дека засега непознати сторители претходниот ден на метална гаража со црвен спреј испишале графит. Графитот бил со навредлива заканувачка содржина која поттикнува на меѓуетничка нетрпеливост и насилство. Испишаниот графит е фото документирани и се работи на откривање на сторителите. 634 контролирани возила недозволено пристигнувале на патиштата во Гостиварско. Во Тетовско пак се уште се вози без возачка дозвола или со истечена регистрација. Во рамки на планираните засилени превентивно-контролни и сообраќајни активности, вчера во Тетово и Гостивар биле спроведени акцијски контроли за пристигнување и обиколување. Со гостиварската акција офатени се вкупно 34 возила, од кои 6 пристигнувале на недозволено, односно на непрегледно место, а еден со влегување во така наречени ножици. На прекршителите изготвени им се 6 прекршочни платни налози и ќе се соочат со глоба која за овој вид прекршок се движи од 25 до 300 евра во денарска противредност. Покрај ова откриени се и 5 други прекршоци, од кои 4 управување без возачка дозвола, појава која и натаму е присутна на пошироките полошки простори. Во тетовските активности констатирани се 3 прекршоци, неправилно пристигнување и 8 други, како истечена регистрација, управување без возачка дозвола, непоседување зимска опрема и слично. Сите прекршоци адекватно се санкционирани со поднесоци, а некои од прекршителите се превентивно предупредени. Предвремени парламентарни избори 2016. Владимир Ѓорчев, носител на листа на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН, денес беше во посета на Гостивар. Ѓорчев најави крупни проекти од инфраструктурата за гостиварскиот крај. Носителот на листата на коалицијата за подобра Македонија во 6-та изборна единица, Владимир Ѓорчев, денот го помина во Гостивар на средби со граѓаните и представување на изборната програма. Агендата ја започна од градскиот плоштад, од каде што заедно со кандидатот за пратеник од ВМРО ДПМН од Гостивар, Дафина Јовановска-Стојановска, ги презентираа проектите во програмата кои се однесуваат на гостиварскиот регион. Прва работа, тоа е целосна реконструкција на сегашниот постојниот пат од Гостивар до Кичево, значи нов асфалт и реконструкција на сите мостови. Втората работа е нов автопат, од Гостивар до Кичево, нели понатаму со оној автопат кој што се гради до Охрид. Тоа ќе биде голема реконструкција, големо сообраќајно поврзување и големо олеснување за комуникациите во Гостивар и генерално во Западна Македонија. Исто така ќе имаме и реконструкција целосна на сегашниот пат Тетово-Пирок-Гостивар. Исто така во делот на Гостивар предвидуваме изградба на гасовод од Скопје преку Тетово до Гостивар, а исто така Гостивар со гасовод ќе го поврзаме и од јужната страна, значи преку Битола, Охрид, Кичево до Гостивар. На тој начин стопанството во Гостивар ќе добие поевтин газ, фабриките ќе добијат поевтини енергенси, тоа ќе значи повеќе работни места, а во фабриките кои што сега работат дополнителни вработувања и зголемување на платите. Би започнала со проектот кој што е веќе и во фаза на изградба, тоа е изградбата на 70 социјални станови во Гостивар, кој проект се планира веќе да биде завршен кон крајот на 2018 година. Понатаму од областа на труд и социјала на ниво на цела Република Македонија предвидени се изградба на околу 100 нови градинки, од кои предвидени се една нова градинка за Гостивар, една нова градинка за Врапчиште. Исто така би најавила санација на повеќе училишта низ нашава држава, во кој проект горда сум да изјавам денес дека е конечно влезен во овој проект изградбата, односно реконструкцијата на покривот на нашето централно градско училиште, тоа е Гоце Делчев, проблем кој што многу ги мачеше нашите сограѓани заради нивните деца.
Ѓорчев од Гостивар порача дека како владеачка партија досега воделе сметка за социјално ранливите групи и дека грижата за нив ќе ја продолжат и во иднина. Носителот на листата потенцираше дека во програмата реално предвидуваат зголемување на социјалната помош. Владата на ВМРО ДПМН и коалицијата води сметка за социјално погодените групи и како што во изминатиот период ја зголемувавме социјалната помош, така ќе продолжиме и во наредните 4 години, така што во програмата предвидуваме за 50% зголемување на социјалната помош во следниве 4 години. Значи тоа е дел од програмата и имаме намера тоа да го реализираме. Ѓорчев со неговите сопартијци агендата во Гостивар ја продолжи на градскиот пазар и посети по домови со делење на примероци од изборната програма. Кандидатот за пратеник на ВМРО ДПМН од 6-та изборна единица Горан Манојловски денес посети повеќе стопански субјекти во Тетово. На стопанствениците им беа презентирани деловите од партиската програма, кои се однесуваат на бизнис заедницата и вработувањето. Денеска во рамките на презентацијата на програмата на ВМРО ДПМН посетивме повеќе стопански субјекти. До сега ги посетивме Марели Груп, посетивме Хартија Комерц и посетивме Авточајка, Дараком, Маркал, Хартија Комерц. Кај сите нив ја презентиравме нашата програма, следните 4 години што планира ВМРО ДПМН да направи за стопанствениците во Македонија и целта на оваа програма со која што се предвидени намалување на невработеноста за цели 70.000 луѓе од Република Македонија. Во рамките на проектот на владата, во вредност од 30 милиони евра, со кои што се предвидени реконструкција на локални патишта, има предвидени повеќе улици во Тетово кои што треба да се реконструираат. Една од нив е улицата Борис Кидрич, со кој што трајно ќе се реши сообраќајното решение на овој дел од Тетово во должина од 1,1 километар. Носителот на листа на коалицијата предводена од СДСМ Петре Шилегов денес оствари средби со жителите на општина Брвеница. На брвенчани им вети повисока минимална плата, детски градинки и решавање на патната инфраструктура, односно приклучокот од Брвеница кон автопатот за Скопје. Во рамки на денешната агенда тој ги посети и населените места Седларце, Радиовце и Теново. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија денеска е во општина Брвеница. Ќе спроведеме низ активности кои што се однесуваат и ќе размениме мислења со граѓаните на општина Брвеница. Знаете дека и овдека, како и низ цела Македонија, граѓаните посакуваат промени, сакаат промени, велат дека е доста на криминалното владење во Република Македонија, доста е на владењето кое што значи делби во нашето општество. Дојдовме овде да порачаме на луѓето од Брвеница дека минималната плата ќе биде 16.000 денара на крајот на нашиот мандат. Гледате и самите сведоци сте дека ВМРО ДПМН сега излегува со концепт на минимална плата, иако претходно тие предлози ги одбиваше во Собранието на Република Македонија поднесени од наша страна и повторно изјавуваа дека таа минимална плата ќе биде помала од онаа која што Социјалдемократскиот сојуз се обврзува да ја исплаќа на граѓаните на нашата држава. Веројатно е помала, бидејќи они мислат дека парите треба да продолжат да завршуваат на контата на нивните сметки во фирмите во Лугано и во Белизе. Токму затоа сите граѓани, токму затоа и граѓаните на Брвеница порачуваат доста се кражби, доста е нова криминална власт. Парите мораме да ги вратиме кај граѓаните. Минималната плата мора да биде достоинствена плата, меѓутоа мора да ја зголемиме и ќе ја зголемиме. Просечната плата на крајот на мандатот да изнесува 30.000 денари. Социјалдемократскиот сојуз овдека во Брвеница, каде што имаме сериозен број на мали семејни фирми, семејни бизниси, се обврзува и кажува на граѓаните дека имаме во предвид за во текот на мандатот од 4 години ги поддржуваме малите и средни предпријатија за износ од 140 милиони евра. За споредба, ВМРО ДПМН во досегашните буџети во 11 годишното владење предвидуваше 160.000 евра годишно. Може да се направи сериозната разлика во овој концепт за нашата посветеност за помош на овие фирми, затоа што луѓето и домашните субјекти можат и морат да екзистираат. Луѓето и нашите субјекти можат и мораат да ги имаат истите
и поповолни бенефиции од оние кои што Никола Груевски ги исплаќа на така наречените странски инвеститори во тир зоните. Во Брвеница конкретно ќе разговараме и за проблемите со недоизградената клучка на автопатот Гостивар-Тетово, проблемите кои што ги тиштат, кои што после 11 години владење не најде никој за сходно да изгради детски градинки, доволен број детска градинка, да ги згрижиме овие дечиња кои што играат по школскиве дворови. Порачуваме на сите оние кои што се обидуваат да ги заплашат граѓаните во Брвеница дека ќе го преиспитаме секое несоодветно и нестручно вработување во општинската и во државната администрација, меѓутоа и ги охрабруваме граѓаните кои што работат во општинската државната администрација, кои што се вистински професионалци, вклучително и овдека имаме огромен број на униформирани лица, да не се грижат нити за своите работни места, нити за своите вработувања, затоа што во Македонија мора да престанат делбите, и кога зборуваме да престанат делбите, зборуваме не само меѓунационалните, туку и верските и политичките, односно партиските делби. Затоа ние градиме едно општество, секој има право да има определено политичко размислување за себе, и тоа не може да биде, или заради тоа не може да биде предмет на губење на работно место, особено не за оние луѓе кои што совесно, свесно си ја работат својата работа. Оние кои што се закануваат на граѓаните им порачуваме, нивната сила завршува на 11. Оној кој што ќе се осмели да се заканува на граѓаните за тоа како ќе гласаат, што ќе гласаат, веќе на 12 ќе биде предмет на кривичен прогон. Во Република Македонија мора да изградиме достоинствена држава, во Република Македонија мора да изградиме заедничка држава во која што нема да ги делиме луѓето, затоа што ние се определуваме дека секој човек е важен, сечи живот е важен и дека заедно во Република Македонија можеме да имаме живот. Предвремени парламентарни избори 2016. Турскиот премиер Бинали Йилдирим го повлече предлог законот со кој би се ослободиле од вина мажите што силуваат малолетни девојчиња, но кои потоа ќе се оженат со нив. Илјадници демонстранти се собраа во неделата во Истанбул и Анкара на протест против законот на Ердоган, со кој би се легализирало силувањето девојчиња помлади од 15 години. Според предлог законот, во случај на силување малолетничка, извршителот не би бил казнет ако се ожени со жртвата. Доколку законот стапеше во сила, илјадници силувачи ќе беа помилувани. Милувани, 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 милувани. Главното обвинителство во градот Конија во централна Турција издаде наредби за приведување на луѓето, а полициски екипи веќе презеле синхронизирани акции за приведување на осомничените. Во меѓувреме рано утринава беа лиферувани информации за бран нови чистки во земјата. Според турските власти, групата Фето на муслиманскиот проповедник Фетула Ѓулен, кој живее во Пенсилванија, Соединетите Американски држави, стои зад неуспешниот обид за преврат во земјата, што беше изведен на 15 јули. 14 луѓе се повредени во земјотресот од 7,4 Рихтери во Јапонија. По предизвиканото цунами, брановите биле високи околу 1 метар и зафатиле дел од брегот во близина на нуклеарната централа во Фукушима, во која по цунамито во 2011 беше предизвикана една од најголемите нуклеарни несреќи во светот. Се наведува дека земјотресот бил почувствуван и во Токио, но засега нема извештаи за жртви или за материјални штети. Забележани се долги редици на автомобили со луѓе кои ја напуштаат областа. Во земјотресот и цунамито во 2011 година загинаа над 18.000 луѓе, додека беа стопени јадрата на 3 реактори на Фукушима. Времето денес беше претежно облачно со сончеви периоди, по одделни котлини магливо и постудено. Утринската температура се движеше од -2 до 2, а дневната од 3 до 9 степени.
Метеоролозите за утре прогнозираат сончево време со мала до умерена облачност, по одделни котлини, магливо и постудено. Утринските температури ќе се движат од -2 до 2, а дневните од 4 до 10 степени. Како и секогаш, временската прогноза е последната информација на регионалните вести. Пријатно!